МНТ повторно се навраќа кон железниот репертоар, препрочитувајќи ја класиката и вечните теми. Театарот денеска ја најави куриозитетната и спектакуларна Ромео и Џулиета. Врвната бугарска режисерка Лилија Абаџиева Шекспировата класика ја поставува со исклучиво машка актерска екипа. Оваа нејзина одамнешна желба потекнува од андрогиниот модел, од вечното тежнење да се дојде до претопување и сплотување на душите во едно. Секако нејзината Ромео и Џулиета нема никаква поврзаност со хомосексуалноста и не се најавува како контроверзна. Уметничкиот директор на МНТ, кој својот режисерски потпис неодамна го стави на Шекспировиот Хамлет, вели дека ваквата поделба на улогите не носи поблиску кон суштината на театарот. Тука некаде и актерите и ни режисерите пронаѓаме смислата на театарот. Смислата е игра, да се биде нешто друго. Актерите кои играат женски ликови пак велат дека во ниту еден момент не се почувствувале како жени, а публиката по првите 10 минути ќе се насочи кон поиздигнатите теми во представата. Постојат луѓе кои што сметаат дека постојат формули за начинот на кој што треба да се постави и начинот на кој што треба да се игра Шекспир. Ова представа ги руши тие театарски заблуди. Ке видите еден сосема поинаков Шекспир. И додека сите ги интересира тоа зошто Јулија ја игра машки актер, Игор Стојчевски појасни што навистина е важно во оваа постановка, чија тема е љубовта која општеството не ја забележува меѓу грубите нешта. Во еден момент, како што рекоа моите колеги, вие престанувате да гледате двајца мажи, од кои што едниот толкова женска улога во љубовна сцена. Гледате две души кои што се испреплетуваат, кои што страдаат заедно, кои што се љубат, кои што се спремни животот да го дадат еден за друг. Подсетуваме дека за оваа представа МНТ одржа и кастинг од кој 24 вести има и ексклузивни снимки. Наверојатно најголемиот кастинг некогаш направен во театарот се пријавија 70 на актери. Игор Стојчевски е Јулија, студентот на ФДУ Денис Абдула е Ромео. Во останатите улоги се појавуваат Сашко Коцев, Оливер Митковски, Славиша Каевски, Бојан Кирковски, Мартин Петковски и Никола Пројчевски. Според Абаџиева, сите тие за неа се нешто многу повеќе од актерски таленти, а целиот креативен процес емотивно ја врзал за Македонија, која смета за земја чиј театар е на исклучително ниво. Препознатлива по специфичниот режисерски ракопис, досега ги има работено Шекспировите Отело и Хамлет. Со една поинаква Ромео и Јулија пред точно 10 години гостуваше на МОД, кога всушност и се родила желбата за да ја работи истата драма со македонски актери.